Почитувани присутни, почитувани гости, прво да се заблагодарам за поканата на овај форум, кој што е организиран од страна на Паблик и исто така голема благодарност за учеството на Германското друштво за интернационална соработка ГИС. Навистина ова е една од битните и клучни теми кои треба да се дискутираат тука на Балканот, посебно во Република Македонија, и ние сме навистина сведоци на одлив на работна сила секој ден. Секојдневно сме сведоци како заминуваат нашите колеги, нашите пријатели, нашите комши. Едноставно Македонија треба да направиме понатаму сите заедно, да не биде само одскочна даска за одлив на кадри, квалификувани кадри во другите држави, него да ги задржиме тие кадри, да работат, да творат и да ја развиваат економијата во Република Македонија. Вашиот колега, како што кажавте, заминал пред неколку дена, меѓутоа, верувајте, многу мои колеги имаат заминато до сега, и роднини, и пријатели, и тоа чувство е навистина многу горко, да еден човек со кој што остварувате познанство, пријателство, стекнувате знаење, тука искуство, образование, еден ден го снемува и тој човек заминува во другите држави, на секаде низ светот, каде што се пронајдува, живее среќно и ја заборава државата Република Македонија. Не треба тоа да го правиме и понатаму, едноставно треба да градиме на позитивна симбиоза помеѓу креаторите на политиките во Република Македонија, помеѓу бизнис секторот, невладиниот сектор, донаторите, да развиваме квалитетни политики, да развиваме заедничка стратегија, која што стратегија ќе ги направи пред се луѓето среќни во Република Македонија. И верувајте, од она што го имам како искуство, моје поголемо и подолго политичко и практично искуство во животот, не е само платата еден од врвните приоритети на граѓаните. Би рекол, може би тоа е една од главните мотивации. Меѓутоа, една од главните причини е секако и односот, човечкиот однос меѓу луѓето, квалитетната работна средина, можноста во средината, луѓето да се едуцираат, да напредуваат, меѓучовечките односи да се подобруваат и се она што би предизвикало навистина една позитивна клима, да луѓето се чувствуваат пријатно во средината каде што работат. Тоа треба сите да направиме, пред се со воведување на квалитетно образование кое ќе продуцира кадри кои што се навистина дефицитарни и се потребни во моментот на македонската економија. Исто така треба да продуцираме и квалитетни и современи менаџери, управители на фирми, кои што ќе имаат многу подобра комуникација и начин на вреднување во самите компании, и секако треба да продуцираме навистина невладини организации, граѓански здруженија, кои што ќе се посветуваат на оваа проблематика, која е една од главните во Република Македонија и ќе овозможат навистина по-добро, да речам, вклопување на овие два фактори преку тие едукативни програми, кои што ќе води понатаму со резултат. Ние работиме на такви теми, како Министерство за економија и труд и влада, преку оперативниот план, новиот оперативен план кој ќе биде изгласен за неколку дена во владата на Република Македонија, ги усогласуваме сите оние потреби на македонската економија и стопанство, како и пазарот на трудот, со европските регулативи, меѓутоа и со стратегиите и потребите на владата и македонската економија и стопанство. Иначе, да ви кажам дека секогаш низ вакви форуми и средби може многу да се научи. Посебно го ценам мислењето и на странските донатори, кои што исто така вршат едукативни програми тука во Република Македонија, и ние треба да учиме од позитивните искуства на другите држави кои што на овој или онај начин многу подобро го решиле проблемот со задржување
на работната сила во Република Македонија. Мојата порака нема да должа многу, ова е сепак едно официјално отворање каде што сакам и јас да слушнам други искуства, идеи овдека да ги прифатиме, да ги имплементираме како влада. Меѓутоа, мојата порака е дека сите заедно треба да направиме многу, да ги задржиме луѓето во државата, да работат, да екзистираат, да живеат во оваа прекрасна Македонија што имаме, да не дозволуваме да ни се одлеваат кадри. Јака држава може да биде само со квалитетна работна сила и квалитетен народ во таа држава. Без народ нема држава. И благодарам на вниманието.